Жената која била 11 минути почината. Жената Шерлот Холмс отишла во рајот и се вратила откако и застанало срцето и сега ја споделува својата приказна. Додека нејзиното срце престанало да чука, и тоа 11 минути, Шарлот Холмс отишла во рајот и се вратила. Шарлот Холмс ја сподели таквата инспиративна приказна. Во септември 2019 година, жената од Мисури Шарлот Холмс и низиниот сопруг Дени мислеле дека се упатени на рутински преглед кај кардиологот, но она што се случило тој ден завршило пркосејќи на се што може да се очекува. Срцето на Шарлот Холмс застанало 11 минути, кога била на рутински преглед кај својот лекар за срце во 2019 година, кога низиниот крвен притисок ненадејно се зголемил. Од тука лекарот ја советувал веднаш да оди во болница, бидејќи со низината состојба може да добие нов мозочен удар или срцев удар. Медицинските работници потоа се обидувале да ја помогнат за да ја го намалат крвниот притисок. Шарлот одсекогаш имала проблем со крвниот притисок, а тоа утро измерениот притисок е бил алармантни 234 со 134. Таа останала во болница следните 3 дена, а работите оделе од лошо на полошо. Таа во еден момент само паднала, а една од медицинските сестри рекла: "Ох, Боже, таа не диши." Медицинскиот персонал влетал веднаш во болничката соба, додека медицинската сестра барала помош, додека низиниот сопруг Дени беспомошно ги гледал без животните очи на неговата сопруга како зјапаат во медицинските сестри. И тука сега почиња за жената надприродното искуство кое го проживеала за да ја сподели пораката што ѝ била дадена од Бог. Шарлот вели дека гледала се што се случува надвор од нејзиното земно тело. Таа изјавува: "Излегов над моето тело, гледав одозгоре се", вели таа, "можев да ги видам докторите како работат на мене. На креветот можев да го видам Дени, мојот сопруг, како стои во аголот." Таа вели дека почувствувала прекрасен мирис, а потоа видела цвеќење. "Господ ме одведе на место надвор од се што можев да замислам", објасни таа. "Ги отворив очите и бев со здраво почит. Имаше водопади, потоци, ридови и прекрасни пейсажи. И имаше најубава музика што некогаш сум ја слушнала. И ангели кои пеат и луѓе кои пеат со нив. Толку смирувачко. Тревата, дрвијата и цвеќињата се нишаа во ритамот со музиката." Шарлот видела ангели, златни порти и некој посебен, а тоа е Господ Бог. Таму стоеа, се смешкаа и ми мафтаа. Таму беа мајка ми, татко ми и сестра ми, вели таа. Таа ги изгубила членовите на своето семејство многу одамна и ги видела среќни и здрави во рајот, како и братучедот на кој му била ампутирана ногата, како стои покрај златната врата на 2 здрави нозе. Покрај тоа, таа приметила и едно момче, кое го видела покрај родителите и ја разбудило незината љубопитност. Не знаела кој е тој. Меѓутоа слушнала како Господ Бог и кажал дека тоа е бебето што таа и незиниот сопруг го изгубиле пред 40 години. Ја гледав убавината околу мене, таму се на небото му се поклонува на Бога. Можам да ви кажам, небото изгледаше многу повеќе од она што можеме да го замислиме, и тоа милион пати поубаво. Погледањето на убавината на рајот, контрастот со гледањето на пеколот речиси неподнослив, раскажува таа. Портите биле пред неа, но додека Шарлот погледнала зад неа, го видела Дени, низиниот сопруг и нивните возрастни деца. Таа раскажува: "Тие плачеа и ми го скршија срцето", се сеќава Шарлот. "Знаеме дека во рајот нема тага, но јас не поминав низ портите, јас бев пред портите. Се уште не бев таму. Потоа Бог и дал избор. Би можела да останеш во рајот или да се вратиш на земјата. И тогаш ја рекол: но ако се вратиш назад на земјата, мора да ја раскаже својата приказна." Вели Шарлот: "Така и рекол Бог. Треба да објасниш се што си видела и да ја кажеш мојата порака, а таа порака е дека наскоро доаѓам во мојата црква, мојата невеста,
Таа била и останала побожна христијанка, но сега е запалена по низиното лично искуство во рајот. Откако зборувала за еден локален весник за низиното небесно искуство, низината приказна станала вирална, а таа била преплавена со понуди да зборува и да го сподели своето сведоштво на различни места. Едноставно, не можам да се воздржам да не зборувам за тоа. Не сакам луѓето да мислат дека сум луда, па и не ми е гајле дали ќе помислат дека сум луда. Знам само што ми кажа Господ и не можам да престанам да кажувам колку е Бог прекрасен и милостив, рече таа. Таа вели дека одговорила на сите понуди и им кажала дека треба да се моли за тоа. Само чувствувам дека ако луѓето контактираат со мене, морам да им одговарам, вели таа. Шарлот кажува, јас ви велам, Дени и јас буквално плачевме поради некој од нив. Се молевме за нив. Шарлот вели дека ќе оди само таму каде што Бог сака да оди и иако низиното семејство се грижи за низиното здравје со целото патување што го прави таа вели дека му верува на својот небесен татко за своето здравје. Не сум загрижена за ништо. Господ го има ова, тој ќе го однесе таму каде што сака да одам, објаснува таа. Ако Бог сака да продолжам да го споделувам, ќе го споделам. Но таа вели дека понекогаш е вознемирена, бидејќи за себе кажува, оваа селска девојка е малку преоптоварена. Таа додава, јас сум само Шарлот, никој посебен, рече таа. Навистина не можам да сватам како се случи сето тоа. Рајот е вистинско место, како и секое друго место во светот. Библијата ни кажува дека Бог живее на небото и неговиот престол е таму. Ангелите се таму, а Господ Исус Христос е исто така таму. И ние со нетрпение го очекуваме Спасителот од таму, Господ Исус Христос. Библијата е полна со обични луѓе, преку кои Бог направил извонредни работи, а Шарлот е решена да продолжи да ја споделува својата приказна и да ја шири Божјата слава онолку долго колку што планира Господ. Какво неверојатно сведоштво и прекрасно подсетување на она што не чека после овој живот, доколку бидеме доследни да бидеме во рајот покрај Господ Бог. Покрај рајот и убавите работи таа го видела и пеколот, како и луѓето кои биле во него. Таа гледка многу ја изненадило, бидејќи верувала дека луѓето што ги видела таму се навистина добри. И си реков, ова не може да биде, а Исус ми рече, може ако не го промените начинот на животот за секогаш. Мислам дека сакаше да им каже на луѓето дека не можеме да бидеме на оградата, не можеме да бидеме во овој свет на гревот, а на другиот во рајот. Слушнав дека татко ми вели, имаш време да се вратиш и да го споделиш ова со сите, објасни таа. Шарлот верува дека во моментов се води духовна војна, затоа што се приближуваме до доаѓањето на Исус, а ангелите и демоните се насекаде. Се приближуваме до крајот на времето и сатаната навистина доаѓа да води војна против многу луѓе, рече таа, додавајќи, можам да те погледнам право во очи и можам да ти кажам со сигурност, рајот е вистински и Бог не сака премногу. Неговата љубов е толку многу чиста. На вас останува да процените сами дали Шарлот Холмс ја зборува вистината или не. Доколку ви се допадна видеото, оставете еден лайк, еден субскрайб или претплати се, кој е потполно бесплатно. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Би ми било драго да го прочитам и вашето мислење. Ви благодарам за вашето одвоено време.